Ке трчаме низ аеродром по втор пат и ваков маратон во оваа општина се случува како уникатна можност токму на оваа иницијатива. Во основа на овој маратон е желбата да се помогне на оние кои што сваѓаат во најранливата категорија на лица. Минатата година средствата кои што беа собрани токму во рамки на оваа трка со вашите котизации овозможија реновирање и комплетно ставање во функција на невладината организација во мојот свет и Центарот за рехабилитација на лица со попреченост, односно со аутизам. Оваа година имаме 4 здруженија, 4 фантастични иницијативи од каде што ќе заминат вашите котизации токму за овој настан и од оваа трка. Но за овие 4 здруженија ќе ви раскажам нешто повеќе за некоја минута, откога ќе ве замолам полека да се повлекуваме на линијата на стартот. Се движиме попалека сега кон стартот, за некои 7-8 минутки треба да стартуваме, а за сите оние кои што се во публика, чисто да ви кажам дека не ве заборавивме и вас, за да не ви биде досадно додека нели тркачите си ја прават својата работа. Имаме најразлични активности, како да речеме фудбалче за играње, фейспент и дечињата секако можат тука да си дојдат и со бојки маца да се бојат, имаме катчиња детски така да кажам. А по пат имаме неколку точки каде што ќе ве пречекаат музичари секако за да ве пуснат малце да ви ја кажат енергијата, за да можете нели да остварите подобар резултат. А сега сите одиме кон стартот, јас сега ќе се повлечам таму, а на тебе ти оставам бината тука, а јас сам да се дружам со тркачите. Уште некоја информација плюс, додека Марко стигне на линијата на стартот, денеска трчаме на 5-10 километри и трчаме штафета, а потоа на 500 метри ги гледаме младите хуманитарци кои што ќе трчаат за своите пријатели. Така што јас се надевам дека ќе искористиме оваа можност, очигледно дека времето ни е наклонето, немаме висока температура, ќе трчаме релаксирано, ќе трчаме со огромна желба и љубов да бидеме поддршка на оние на кои што треба да им бидеме поддршка, така што полека чекор по чекор се повлекуваме на линијата на стартот. Марко, дали си таму? Не се уште. Еј там. Секунда само е век. Дали можем да чуеме преводачите, дали сте подготвени за денешната трка? Дали сте подготвени тркачи? Одлична атмосфера на самиот старт. Одиме! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт!
Константова линија, не сакаме да се сорнеме, направено се безбројни контролни, ще имаме форма да водам двете пиватели, понека трчате гладни столиците, да не се лимната на другите и така натаму. Чекай, here this one. Чекай да фана тук, дай го това. Служи ли го? Добро. Ама се сложува. Има малко се послужени, двамата избори трябва да се служиш. Верам дека и компатни интереси имамо, како што реков имаме и музичари неколку, како да кажам, позиции каде што се поставени музичари за да ни ме пустат, да ни подигнат енергијата и моралот. Поживете во тие моменти, секако Ана како што кажа за најмладите тука имаме и деца качиња каде што има песен, столи купал и така натаму. Може да подобно да прочитате да видите. Сега е да поговорим за 10 км ја продолжуваат својата трка. Аха, тере, ајде! Нашиот пример со зборење оди рамо до рамо со приклучуваат на запачата. Интересно е да тука кривови што имаш предност видите таму кај се случува тука на пилта. Ви се силе што тука дава се од себе похвално. Ajmo dobe, ajmo dobe. Стигamo на 5 km финишира из Гордана Игиевска и Кристина Спирковска, да видите младите Љубица Трајковски треба да влеземо целта, а сега е повторно. Имаме една брза фото финиш 1. Александър Димовски кај вашата победувани стел. Браво, Костелука. Минаеме преди тебе. Виж не трябва да кажете да се тръгнат. Хайде, Раде, не се давай! Уште едно вклучување во живо
Од аеродром Скопје трка Спектратон. Овде е местото каде што они кои трчаат на 10 км ќе направат полукруг и ќе продолжат пак назад за уште еден круг во должина од 5 км. А они што се на 5 км веќе и шират рацете бидејќи оствариле својата цела, тоа е истрчале оно што го замислиле. Голем број учесници и се обидиме да видиме дали некој од Делчево кој живее во Скопје ќе го доловиме како пристигнува на целта. Обично тоа е Александар Сашо Стоичов, Лидија и Нена Стојчевски. Трките на кои ќе учествува нашиот представник е на 500 метри, ќе се одржи околу 10 часот. Еве за сите учесници скромни медали. Котизацијата од учесниците ќе биде искористена за поддршка на лицата со ретки болести. Еве еден учесник кој веќе ја заврши трката, за искуството да ни кажете нешто. Одлично. На 5 км? На 5 км, да. Времето од прилика? 21 и 28. Меѓу првите или? Првото е 6. Па честитки. Од каде сте инаку? Од Штип. Од Штип? Редовно? Поздрав до Штипјани. Редовно учествувате на? Да, редовно учествувам на сите трки. Честитки. Благодарам. Штета што во Делчево не се организираше трката, неколку години поред не се организира, иако имаше мала најава, меѓутоа и годинова не дојде до тоа. Трката се организираше по повод 24 мај, денот на градот Делчево, но затоа еве сите кои имаат желба да трчаат денес тоа може да го сторат со пријавување на ова хуманитарна трка. Еве да зирнеме. Навистина голема желба кај сите учесници да бидат што побрзи и да постават личен рекорд. Тука на трката со нас и собственикот на Зегин. Втора година поред оваа трка се организира. Еве, кажете ни како сте задоволни, времето се смилува, престана дождот и гледаме влюбениците во атлетиката. Ние сум Господ и Господ и со нас. Така. Тоа е порака и гледам по-масовно длани, по-организирано, по-рекламирано и прифатено од народот. Поздрав до сите, до организаторите, вработените, гостите. Гледам дека и другите соседни земји
и се надевам дека ќе стане по-масовен идната година. Веќе самата аутизма болест зазима големи размери и никој не знае кое време ќе има членови. Сегашните и досегашните предвидување, затоа пак еден повик до сите, да им помогнеме на сите, кога им е најтешко во овој момент. Благодарам и на вас и на сите. Пријатно. За нашиот пренос кратко да кажете како е годинава аеродром. Одлично, аеродром никогаш не бил поубав. Мора да признам, се надевам дека секоја година ќе се одржува Сегин спектратон на оваа локација, а и многу други останати трки. Благодарам што сте денеска тука. Еве го слушнавме популарниот водител Марко. Овде е местото каде се свртува за да се продолжи за 10 километри. Гледаме времето 8 минути 36. Како е чувството еве да се биде дел од оваа трка? Семејна слика за организаторите. Една порака до сите кои учествуваат годинава. Да продолжиме да бидеме колку се можно покумани, бидејќи македонскиот народ знае тоа да го покаже, го покаже денес на оваа трка. Благодарим. Чекајте, извинете. Еве само што треба да пристигне на 10 километри. Победник е девојка. Congratulations. Од Бугарија се извинувам. Еве ќе се обидиме да ја најдеме малку попречиме овде на организаторите, но се во интерес да знаеме кој е на прво место. Тоа е жена годинава. Браво, Сонја! Како е чувството? Одлично, мала. Од каде сте? Времето кое го постигнавте? Како Појма, битно е да се учествува. Така ли, на 5 км или на 10? Честитки. Дечки, како е чувството? Супер. Од каде си? Карпус. Како се викаш? Огнат. С колку време трчаш? Не трчам многу, фудбал играм. А за тркава што ќе кажем? Ништо супер топ. Така, браво. Чувството? Супер. Од каде сте? Од Нел. На колку метри? На 5 км? Добро. Тешко ли е? 2 пати, 3 пати годината, убаво е за рекреација. Ајде вие насмејани изгледате, значи Супер е. ви олеснило малку. Одлично, да. Со атлетика колку време се занимавате? Или онака рекреативно или? Не, чисто рекреативно, да. Порака до младите кои сакаат да... Само напред и само се пријавувајте на маратони. Много е добро, браво за сите. Браво. Што го завршија маратон. Честитки. Честитки. Еве овде и мерачот на времето и камерата главна. Постои само. Второ место, 10 километри од Бугарија, честитки. Беше ли тешко? Дали беше тешко? Од каде сте? Како се викате? Добре. Трчите ли редовно? Да. Од колку години? Од 10. Победникот од Бугарија годинава? Дали тоа ќе даде поттик и на другите да учествуваат? Фала ви. Браво, Дамјан. Еве, гушкања, радости. Тоа е и целта. Квалитетно време, еви дождот кој врдеше негде до 8 часот престана. Ајде,
Има и деца на маратон што учествуваат, секој чести за нив. Има некои кои ете така за рекреација, како што кажа. Се забележува на нивните лица дека се насмеани, што значи дека ова заладување им одговараше. Браво, Давидјана Килчијана. Пази тук. И еве уште еден, чекај да го фанем. Александар, како е чувството? Супер. Времето, задоволен ли? Времето перфектно. Втора година поред и лани се видовме. Да. Еве твое видување за ваквите организации. Ти имаш учествувано на странски маратони, меѓутоа е предизвик секогаш нешто плюс да се истрча, така ли? Чекувавме дошло време. Но времето беше супер, еве сега почна. За децата може би ќе се расипе, меѓутоа за вас издржа. Беше идеално за трчање. Како поминува меѓувреме на другите маратони, како помина? Па добро, оваа година Рим само го трчав. Добро помина. Септември идеме Берлин. Многу среќа. Велчево и поддршка за трката што организира гола. Така е. Често да се учествува на ваква трка, во тоа што учествуваат неколку илјади пред се рекреативци и хуманисти. Голема благодарност за организацијата на компанијата Зегин и на фундацијата Доктор Верица Мекандиска. Учествуваат од најмали нозе до луѓе во возрастни години. Прекрасно е чувството да се биде хуман, прекрасно е чувството да се биде на оваа трка и се надевам дека ова е втора година поред, се надевам дека и понатаму тоа ќе стане традиција и сите ќе спортуваме, сите ќе се дружиме и сите ќе помагаме на оние на кои што им е најпотребно. И вие трчавте, како чувството да се истрчи како чувство? Чувството е прекрасно, меѓу толку народ, меѓу толку спортисти, рекреативци, луѓе кои што сакаат да спортуваат, да рекреираат, но и да помагаат, така да, иако временските услови не беа, да речам најдобри, сепак се заврши во најдобар ред и се надевам дека ќе се дружиме понатаму со програмата која што организира организаторот. Преше пита дека е. Дека е тоа каде да заврти. Не би само да додат тие 10 км, рекол другите може да се подготвуваат. Тоа се слуша да душа. Чека тие ширеца да ги фане, ево. Чека, тргни си ти се од десно, ќе направи финт.
Како е чувството? Супер. На 10 километри, порака до младите. Трчај. Може ли малку со вас да потрчиме? Како е чувството? Добро. Од каде сте? Ovo je ekstra. Абе, Ана, сега ја на дамите да давам срамно ти е. Ајде Тасевска Викторија. Извинјана. Второ место Мијана Ристич, Атлетски клуб Делта. Честитки. И прво место Адријана Попарсова, исто така од Атлетски клуб Делта. Честитки, девојки! Честитки за секој чекорен чекор на нашата трка, затоа што таа носи хуманитарен карактер, а вашата поддршка многу ни значи во остварување на целите токму на Спектратон. Одиме сега 5 километри категорија мажи. Трето место Анчевски Атанас од Атлетски клуб Делта. Ајде од тука. Честитки. А колку е интересно, затоа што јас сум смрзната бидејќи стоја цело време, а сите надпреварувачи вријат од енергија. Второ место Петровски Димитар од Делта. И прво место е нашиот гостин Јанислав Цветелинов. Честитки, момци! Одиме сега со прогласување на добитниците на награди на 10 километри. Трето место жени 10 километри. Билјана Кираджиева. Браво. Македонија. Второ место Билсерин Бейзат Сулейман од Бугарија. И прво место на 10 километри од жени е Нинева Маринела од Бугарија. Ја се снимам.
Честитки, девојки! Што правите во минала забавила на 10 километри? Честитки уште еднаш. Браво! Трето место, Муџахид Мислими од Македонија. Второ место на нашата трка на 10 километри мажи е Жан Тошев од Македонија. И прво место на 10 километри мажи е Димитар Илиев од Македонија. Честитки на сите добитници на награди, ги очекуваме и добитниците во штафетата кои што се уште и не се завршени. Меѓутоа, до официјалното прогласување на добитниците на награди токму во таа категорија, останува да се дружиме уште малку, затоа што децата треба да ја изтрчаат и својата трка. Благодарам за вашиот ентузијазам, да останете со нас во остатокот од програмата, а сега би сакала со огромно задоволство да ја поканам на сцена да ни се придружи господја Викторија Механџиска и да ни се обрати на публиката. Втора година Спектратон под покровителство на фондацијата доктор Верица Механџиска и компанијата Зеги. Што да кажам, особено големо благодарам на сите вас хумани луѓе кои што и покрај ова време не ве спречи да дојдете да учествувате и да покажеме една хуманост, подршка за децата со аутизам кои што и дека им треба поддршката од сите нас овде луѓе. Јас сум возбудена, не знам што повеќе да кажам, освен да ви заблагодарам, бидејќи покажавме уште еднаш дека македонскиот народ знае да биде хуман кога е најпотребно. Ви благодарам. Благодарам за секој гест, секој чекор што го правите во име на оваа категорија на деца оваа година, за разлика од минатата година. Средствата ќе заминат во 4 организации кои што се фокус на оваа наша трка. Минатата година бевме фокусирани на децата со попреченост од организацијата Во мојот свет. Ќе ги соопштиме уште еднаш имињата на 4 организации каде што ќе заминат овој пат средствата од нашата трка, односно средствата од секој оној кој што учествуваше денеска на трката. Едната организација е Сина Светолка, втората организација е Рубикон која што е од Кочани и двете организации се потакнуваат, да речеме, од јавниот сектор на нашата земја. Едната е Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, кој што ќе добијат апарат за подобрување на социјалната интеракција и комуникацијските вештини токму на овие деца, а втората јавна институција ни е клиниката за детски болести, каде што ќе бидат донирани средства за реновирање и докомплетирање на одделот за патофизиологија. Така што мислам дека ќе имаме можност да ги насочиме средствата таму кај што требаат, а сега ќе ве поканам
да го гледаме заеднички видеото од организацијата во Мојот свет, односно каде заминаа средствата од минатиот маратон и што со трка и што успеавме со тие средства ние да направиме. Се радувам затоа што идната година ќе имаме можност да гледаме слични видеа со секој ваш денар кој што е даден во рамки на оваа трка. А сега би сакала на сцената да го поканам градоначалникот на општина Аеродром, Дејан Митевски. Минатата година нашиот спектаклон се случуваше тука за прв пат. За прв пат Аеродром имаше можност да има ваква трка и да наидовме на огромна поддршка од општината. Еве имаме повтор пат такво искуство. Што значи ова за вас? Пред се благодарам до Зегин кој што одлучија повтора година, втор пат да се организира овој спектаклон во општина Аеродром. Како општина ќе ги поддржуваме ваквите настани, пред се заради тоа што имаат хуманитарен карактер, а и можност за одлична забава. Така што општина Аеродром е отворена и уште еднаш го покажува епитетот најспортска општина во Македонија. Благодарам. Супер, во контекст на тоа најспортска општина, очигледно дека кога донесувате одлуки, тоа го правите смислено, затоа што го задржувате духот на општината. Ама кога трчате некако надпреварувач, какво ви е искуството? Малку тешко, пошто сум излезен од форма, но се потруди бар 5 километри да истрчам и мислам дека успешно. Добро беше да се гледа општината од една друга перспектива заедно со сите овие надпреварувачи кои што го трчаа денешниот спектакл. А преубави мислам дека сите уживавте во општина Аеродром. Фала ви многу. Благодарам многу за поддршката која што ни ја дадовте и се надевам дека ова партнерство ќе продолжи. А јас би сакала сега на сцената да го поканам Марко Мој. Ајде Марко Мој. Зашто сум битна сега? Да праша како ти теде искуството во Аеродром токму тука да сведочиш на вакво нешто. Одлично, многу баво. Искрено Аеродром е најубав вака и се надам дека во иднина уште многу вакви настани ќе има, уште многу вакви трки. И секако и дека и наредната година ќе се дружиме на Зегин Спектратон 2026 година. Така. А сега чекам да видиме, се подготвуваме по полеки за детските трки, не заборавивме дека треба да се доделат и наградите за штафетните. Тука сме, многи чекаме нели официјалните резултати само да ни пристигнат и ќе поминеме и со тој дел. Ви благодарам што сте се уште тука, што не дозволите точно да ви избрка, што останате во волкав број да следите се она што понатаму се случува и од се срце уште еднаш. Ви благодарам. Ајде сега да видиме Марчо кај ни се децата. Дали имаме доволно деца овде кои што ќе се подготват? Ја не знам, моите се дома. Ти твоите го не знаеш, кај се паре се ги. Твоите ќе ги ставиме на стартна линија за ползење. Да, може. Мислам дека е вистинско време Билјана Киранџиска да ја видиме тука и да ни ги загрее дечките кои што треба да се надпреваруваат на детските трки. Да ги видиме и децата пред нас. Ајде, дечиња, да се собереме по полеки, да се договориме околу нели правилата на трката, така да кажам. Знаеме, сите трчаме од една точка до друга, но тоа што ми е многу важно е родителите да не ги испраќаат децата од стартната позиција, туку да ги чекаат на цел, затоа што искуството ни кажува дека хаосот настанува на финиш линијата, односно на целта, кога дечињата најмногу се губат, односно се растркуваат на сите страни, па имаат проблем потоа да се најдат со своите родители. Затоа топло ви препорачуваме да ги чекате на финиш линијата, односно на целта. На стартот има кој да ги одведе до таму,
Ке си почне стартот и потоа ги чекаме нели на финиш. Немате потреба да бидете на стартната линија, секако можете да ги бодрите во меѓувреме, но гледате ако сте двајцата родители тука барем едниот да чека на финиш линијата за нели сезон цел да заврши така како што треба. Ви благодарам. Јас сакам само да ви соопштам дека дечките ќе се натпреваруваат во 3 трки, односно ќе се натпреваруваат на 150, на 300 метри и на 500 метри. Така што мислам дека имаме добра форма и кај нив за да ги истрчаат овие стотици метри кои што се пред нив. Знам дека некој од нив и сино ќе беа многу возбудени, па не спие, па има, па тренира, па вежба. Тој дух се надевам дека не успеа да го наруши овој дождец, затоа што на некој начин овој пролетен дождец на оваа атмосфера која што имаме буквално ништо не ни може. Но за да не ве загреваме јас и Марко. Да, ние сме субо загреани, облечени. Мислам дека ја очекуваме каде ни е Билјана. Билјана, тука си Билјана. Пак те наместивме Билјана ти да ги загреваш и децата. Тоа се покажа дека добро загреваш. Тоа го покажа и твојот пласман на трката од 10 километри кој те тераше да трчаш брзо. Може да лажираш, демек не се загрев добре. Ау, тешко ми е сега, па немаше да те малтретираме, ама сега, тоа е што е. Чекај да прачувам тука, вие јунаци ќе трчате? На која трка? На 10 километри. На 10 километри, па вие повеќе од мене ќе трчате. На 150 метри? 100 Да, а како се викаш ти бато? Давид, колку години имаш? 7. 77. А само 7, бекам 77 години, леле, а вака добро изгледаш. А ти бато како се викаш? Христијан, а ти колку години имаш? И ти? Па вие близначиња сте? Да, браво, збем срце. И ти ќе трчаш на 150 метри? Браво, со среќи на двајцата. Тук имам уште едно другарче да го прашам како се вика? Петар. Петар, ти ќе трчаш денеска? Да, браво, на колку метри ќе трчаш? 150 метри. Еле, браво! Бидете внимателни само и како што се договоривме. Ке стартуваме од едно место, а потоа се чекаме тука на финиш линијата, односно на целта. Уште еднаш стартуваме. Сега, за разлика од претходните трки каде што стартувавме од тука па трчавме према центар, сега од тој дел од железничка делот фактички наваму ќе се трчам. Ovo je Vanja, isto od Creative Training System i сега zajedno nekih 5 minuta ќе zagrejeme male pretrka. Nema da dozvolimo da nas ovo što vrne spreči da danas bidemo dobrog raspoloženja, tako da ajde malo da se zagrejeme. Pravite sve isto što pravimo Vanja i ja. I idemo, krećemo od glava, ajmo. Tako, gore, dole idemo. Odlični smo, ajmo sega strana. Odlično, ajmo malo da kružime. Bravo, pa vi ste odlični. Super, idemo druga strana. Sjajni ste. Idemo ramena napred. Ajmo zajedno. Tako, bravo. Ajde, Vanja. Nadvor, izvinete site. Slatko, gledaj, molim te. Snimi ovo. Snimam, da. Prvi 3 imam. Ajde!
bravo, bravo. Tako, tako. Najbolje tako, odmah ih na stranu. Ajde! Znači, beli. Ajde, 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 ajde. Bravo! Bravo, Dari! Беге бе, стари бе. Ajde! Ajde! Не се многу. Ajde, 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 ajde! Браво! Се вклучуваме во детската трка на 500 метри во женска конкуренција од трката Спектратон. Последна трка на денешниот настан. Мислам дека е даден старт, така е. Ја забележуваме Ивона Спасецка меѓу првите неколку. Дождот си го направи своето. Трчи! Tako je! Tako je! Трето, четврто сега е наред. Bravo! Ajde, 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 bravo! Ajde!
Минатата година меѓу првите 10-15 натпреварувачи. Честитки за сите учесници. Додека го најдам Марко, ќе ве замолам само за трпение од минутка-две. Марко ќе ни биде поддршка. Запршка. Денеска запршка ќе ти видам, кажи. Што треба да? Во рамки на оваа наша денешна трка која што веќе станува или трка во фокус на работењето на компанијата Зегин и на фондацијата Доктор Верица Механџиска, трката Спектатон, која што има за цел да биде поддршка на децата со попреченост. Овој пат со директорката на фондацијата Викторија Механџиска ќе ги презентираме и ќе ги прогласиме 4 организации кај кои што ќе одат средствата. Ова наша трка на херои во сите бои има за своја цел да биде поддршка токму на хероите кои што работат со оваа целна група. Првиот ваучер, односно првата организација е, Викторија ќе ве поканам тука само на централа на дојдете, Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација. Токму во овој центар ќе биде дониран апарат за подобрување на социјалната интеракција и комуникацијските вештини. Ова е директорката која што истрча 5 километри. Аплауз. Благодарност во име на нашите вработени и во име на нашите драги клиенти. Навистина ваква една хумана акција за поздравување и мотивација за понатаму да се организираат. Се надевам дека поддршката која што ќе добиете од оваа трка ќе даде значајно унапредување на услугите кои што ги нудите вие. Фала многу уште еднаш. Вториот ваучер, односно втората организација на која што и ги наменивме средствата од оваа трка оваа година е клиниката за детски болести, каде што ќе бидат донирани средства за реновирање и докомплетирање на просториите за одделот за патофизиологија. Токму на овој оддел се наоѓаат децата со аутизам. Повијајте го микрофонот, да сакате нешто. Благодарност голема до фондацијата и до компанијата Зегин за оваа прекрасна организираност и за поддршката што даваат на клиниката за детски болести за нашите најмали и најмили пациенти. Уште еднаш благодарност во името на сите вработени на клиниката за детски болести за оваа поддршка. Фала ви на вас многу. Одиме Третата организација е организација која што ја влезе во фокус токму како дел од периодот во кој што се наоѓаме, период по големата трагедија во Кочани. Сдруженијето Рубико од Кочани ќе добие средства за сензорна соба. Тоа сдружение нуди логопедска, дефектолошка, педагошка и психолошка поддршка на децата со аутизам. Рубико од Кочани. Фала ви пред се што ни покажавте што значи да бидеме луѓе. Фала ви што одвоивте време, внимание и срце за оние што најмногу го чувствуваат тоа. Токму вакви промени навистина носат надеж и вистински промени. Ви благодарам. Благодарам многу. Се надевам дека оваа сензорна соба ќе биде решение на одредени состојби кои што ги имаат децата со аутизам. Фала многу. И последната организација која што ја добива поддршката токму од нашиот Спектратон е Сдруженијето Сина Светунка, која што ќе добие поддршка за програмата за рана проценка на нарушување од аутистичен спектар. Сина Светунка. Благодарам за поддршката и за довербата која ни ја укажувате. Се надевам и понатаму ќе се работуваме да направиме се што можеме за овие дечиња. Благодарам многу.
Сакала вака уште еднаш јавно да заблагодарам на сите компании, сите лица кои ја поддржа оваа трка и секако и на нашата компанија Зегин која ја организира. Од трката собравме 18.000 евра во противденарска вредност и компанијата ќе донира уште околу 40.000 евра, така да со еден буџет околу 60.000 евра ќе гледаме да ги покриеме сите овие проекти. Знаеме дека сите овие средства одат на вистинско место. Знаеме дека сите овие средства ја прават вистинската промена во нашата заедница. Ја гледам тука Весна во мојот свет, тоа е организацијата која што лани ги доби средствата. И поддршката која што ја доби таа организација од самиот настан, но и од фондацијата Доктор Верица Механџиска и компанијата Зегин, на вистина прават препознавање од една страна, од друга страна и потврда дека хуманоста кога ќе се обедини прави вистински промени. Фала ви многу, Вики. А сега сакам да ги чуеме и да ги видиме кои се вистинските херои кои што издржаа на ова време и се ја истрчаа својата трка како зацртана цел да се биде дел токму од овој спектратон. Сакам да ги прогласиме победниците на 150, 300 и на 500 метри. Дали може Кираджиев да ги добиеме имињата на најбрзите на 150, така одиме? 150. Не, само те најлюти грати што е прво се. Ке му вратиш нареден пат. Супер бевте! Значи, трето место Кристијан Стојковски, второ место Владо Петричевски и прво место Давид Стојковски. Браво, се голема пускаме само за овие тројца. Јунаци. 150 метри шампиони. Браво! Сега може да се сиднете, дај ми иначе да ви помогам, дај тоа. Така. Си го тоа твое бато. Твое си е тоа. Заслужи. Сега одиме прогласување трето место девојчиња. Лина Георгиевска. Или Илина. Сега ќе ми каже. Добро, Илина! Ирина. И леле, Марче, треба да научиш да читаш од почеток. Ида Атанасовска, второ место. И прво место да дојде. Прво место. Да, тука се размерете ги местата вие. Ево е Ида. Ово е Ида. Ај, цуци убави, ајмо сите заедно, а прво. Трето место. Епа ту. Не може две, тогаш ти победи. Она не се. Која беше прва? Она е прва. Ти си прва? Она е прва. А очигледно дека ние Добри се. Изгубивте. Океј, добре. Браво, Цеција. Ова е трката на герои во сите бои. Ова се победничките на 150 метри. Браво, женски. А следна категорија. Одиме кај момчиња 300 метри. Трето место. Дари Тодоровски. Второ место Стефан Ивановски. Ајде Стефан, дај да не гута презимето нешто. Ево го Стефан. Стефан, кај е Стефан? Ево го доаѓа Стефан. И прво место Андреј Тасевски. Браво, значи трето место за Дари, второ место за Стефан и прво место за Андреј. Буквално секунди ги делеа. Фото финишот требаше да одлучи на крај кој е најбрз. Ви благодариме многу, момци. А следно одиме да прогласиме кај женските, кај дамите 300 метри. Трето место за Ана Бебова. Браво, Сана. Второ место исто така за Ана Гелевска. И прво
прво место за Ана. Не, и прво место за Каја. Каја Алексовска. И Алексов. А јас мислам ти кажеш Ана за фирала и 13. Значи, пето место Ана Бемова, второ место Ана Геневска и прво место Каја Алексовска, ја предпоставам. Скратено ми пишале, Каја немој да ми се љутиш. Храбри девојки! Одлично, може да се стигнете сега, само бидете внимателни кога рипате, е така, браво се Каја. А сега? Најтешката и најдолгата трка, она од 500 метри. Прво ќе одиме кај момците, трето место, Јован Ивановски. Браво, Јован. Второ место, Димитрije Дучевски. Вајде, ако промашам презиме, ќе ме поправите. Или име. Ајде, Димитрije, ево го Димитрije, долета. Браво си, прво место, Антонио Карабаковски, вајда. Антонио, кај Антонио? Ево го Антонио, па ќе ме поправи со презимето. Браво за Антонио, веќе не го... Браво за Антонио, браво с Димитри, браво с Јован. Дали се множат успесите и сега ги наградите. Одлично, ви благодарам, момци. Честитки. И останува уште кај тамите 500 метра. Трето место, Јана Анастасовска, предпоставувам, не можам да прочитам немојот ракопис. Затоа нема да ми се љути Јана, а Јана каде? Ете а Јана. Јана го погоди презимето или не? Браво, Јана. Кажи ми, го погоди презимето или не? Добре, и сум зал да читам. Добре. Второ место, Михаела Маневска, предпоставувам пак. Михаела победи второ место. Презимето го погоди? Да. Сами од себе си изненадувам се сериозно. И прво место, Теодора Петровска или Петрушевска. Ете, едно морате да пробачам. Е, Петрушевска. Три пати ќе повторам Петрушевска. Уште еднаш ќе ве замолам со голема аплауз да ги поздравиме најуспешните на 500 метри. Јана, Михаела и поетичката Теодора. Браво, женски, дали се множат и на вас и успесите и наградите. Ето со прогласувањето на победниците на 500 метри завршуваме, може да слободно се... Завршуваме со сите добитници на награди, сите шампиони кои што успеа да завршат трката на хероите во сите бои. Мислам дека на тој начин соодветно успеваме да го одбележиме денешниот настан во кој што трчавме за децата со аутизам. Така, не мислам дека супер поминавме. И времето делумно не прослужи, барем кога беше оној дел со тргите сега при крајот, малце не се знама, тоа е што е. Целта е исполнета, трчавме, средствата се донирани, што значи се како што треба. Сега за крај само ќе ги замолам луѓето од организација, односно од Сегин. Опа, имаме... Јас би сакала да поканам Александар Кираджиев тука со нас на сцена, затоа што токму овој настан не ги изгледа вака како што е ако ја немаме континуираната поддршка токму од него и од целиот тим кој што стои зад него, затоа што Кираджиев од самата идеја на организирање на спектратон до оној што го гледаме како реализација е дел со нас. Браво се уште многу трки вакви да организирате. Да видиме, да прочитаме. Некои моменти треба да бидат овековечени. Така е, а за да ги овековечиме и денешниот момент ќе ги замолам сите од Сегин и од
кои што беа во организација да повела тука на главната сцена за да направиме една групна фотографија. Ви благодарам, имајте прекрасен остаток од денот и сега го се гледаме на Зегин Спектратон 2026 година, 26 ќе кажа за малку. Марце, добре. Една посебна благодарност и пофалба за екипата технички која што помогна. Стејџот, за саундот да изгледа и да звучи вака како што звучеше и изгледаше дури во вакви услови. Фала певац и братот. Не се вика така фирмата, Певац Саунд. А ви благодарам уште еднаш, се надевам дека во следната година во подобри услови уште подобро ќе направиме. Колеги од Зегин, сите на сцена за групна фотка. Зегин, да се јават на бина. Фала ви многу Зегин, фала многу на фондацијата доктор Верица Механџиска за сета организација, за сиот ентузијазам и сета хуманост која што ја носите во секој наш фонд да ги чекам. Благодарност уште еднаш, се гледаме следната година.